Добро утро. Во денешната општествена сцена наша соговорничка е госпоѓа Елена Јованова Грујовска, директорката на Институтот за македонски јазик Крстен Мисирков. Добро утро и ви благодарам што одвоивте време за денешниот разговор. Добро утро. Ги поздравувам вашите гледачи и вас лично. Ви благодарам. Да. Господјо Груевска, ќе започнеме со тоа што оваа недела се простуваме од професорот Трајко Стаматовски, кој почина во саботата. Се подсетуваме на неговото дело, на неговото значење. Тој беше безпрекорен борец за афирмација на македонскиот јазик, современик на Блаже Конескин, прво негов студент, а потоа и негов соработник. Беше и директор долгогодишен на вашиот институт. Многу се делата, тој е автор на 500 авторски прилози за разни области од македонскиот јазик. Но сепак еве како вие ќе се сеќавате на Трајко Стаматовски? Значи, јас Трајко Стаматовски го запознав првиот ден кога дојдов во Институтот за македонски јазик. Тоа е пред 31 година. Тој иако беше пензионер, многу години доаѓаше секој ден во Институтот за македонски јазик, работеше и знаеше да каже дека еден научник не престанува вистински научник не престанува да пишува денот кога ќе се пензионира, туку дека твори до крајот на животот и навистина беше таков Трајко Стаматовски. За најголемиот дел од луѓето, со оглед на тоа што бил 16-17 години директор на Институтот за македонски јазик, тој остана директор до крај. До крајот на животот, повозрасните од мене му се обраќаа со директоре, а ние помладите со професоре. Тој беше почесен доктор по филолошки науки на Универзитетот Свети Кирил и Методи за неговиот извонреден придонес во развојот на македонистиката. Јас за денеска од сите негови дела сакам за пошироката јавност да го покажам речникот на презимињата кај македонците. Тоа се два тома во кои што на сите презимиња во Македонија, независно дали се со македонски корени или се на луѓе кои што се доселиле од 45-та наваму во Македонија, и таму пишува дека е непознато потекло и така натаму, нели? Како и да е, тој се јавува во овој речник како автор и како редактор, уредник на изданието, како редактор на речникот. Тој е еден од основоположниците на македонската ономастика и секако основачот на единственото оделение за ономастика на македонскиот јазик воопшто во светот, кај нас и во светот воопшто. Тој направи едно силно оделение од кое што потоа излегоа уште две директорки на институтот, значи тука беше потоа и колегата Маринко Митков, кој што уште како прв магистер во институтот магистрирал во Загреб. Сакам да кажам дека професорот Трајко Стаматовски ономастиката ја постави на цврсти нозе, на цврсти основи и потоа учествуваше во сите ономастички и славистички конференции и асоциации во областа на славистиката. Јас ќе го паметам уште, да речеме, по една друга димензија, кога станав директорка на Институтот за македонски јазик пред 5 години и нешто. Тој дојде во оваа канцеларија, сметете дека ѕидовите што ги гледате зад нас, целиот овој институт, тој, кога бил директор, со населениците го изградил, ја изградил оваа зграда, седна во оваа просторија и ми кажа: Елена, има таму едно столче, една фотелја, Елена, ти тука ќе седиш на оваа фотелја и ќе бидеш отворена за сите. Кој ќе дојде, кој ќе има проблем, ти си должна да го изслушаш и ќе имаш трпение за секого. Потоа твое како ќе пресечеш, како ќе одлучиш, меѓутоа никој од таа врата не смее да биде вратен и за секого во секое време мораш да имаш време. И ми кажуваше, така ме научи професорот Блаже Конески,
И ми рече уште нешто. Сега било многу потешко да си директор, затоа што рече јас кога бев директор, само ќе се кажеше Блаже рече вака и готово, се беше завршено. А сега знаете како со годините плурализмот си го направи своето, потоа младите се раскрилуваат, се похрабри со идеите и натаму. И тука е веќе онаа мудроста од Стаматовски, дека човек треба да балансира сите, да ги изслуша и да се најде едно заедничко решение, еден заеднички јазик. И можам да кажам дека кога беше промоцијата на правописот на македонскиот јазик, дојде, седеше цел ден, разговаравме, следеше, гледаше како тече еден ден на директор на институтот, тоа че пред 3 години, некаде, може и 4 веќе се, и 17-та беше тоа, да, декември, и само на крајот ми кажа, Елена, промоцијата ќе тече вака. Како што ми кажа, така течеше. Многу бистра мисла имаше, луцидна мисла до крајот на својот живот. Така е, и неговата посета последна беше пред да почне ковидот. Така е, јас исто така можам да посведочам за професорот Трајко Стаматовски дека имаше секогаш трпение и за нас новинарите и за најневеројатните прашања што му ги поставувавме за македонскиот јазик. Ова ваше гостување сакам да го искористам, господјо Груевска, да ве прашам во каква кондиција е во моментов македонскиот јазик? Каква е состојбата со него? Дали се негува доволно? Дали се проучува? Дали се збогатува? Што има ново? Како, никогаш не е доволно. Ние се трудиме максимално, имаме поддршка и од Министерството за образование, па и од Министерството за култура во поглед на издавачката дејност. Еве утре ја очекувам министерката за култура да дојде во институтот да поразговараме за дигитализацијата, но и за издавачката дејност. Нешто помалку средства имаме годинава од претходните години, а ние не би сакале да каскаме со изданијата наши. Ако сега кога ја отваравме спомен собата се пофаливме дека во 2020 во година на ковид ние објавивме 16 нови наслови на институтот. Не сакаме да бидат многу помалку годинава. Би сакале дури да бидеме тука некаде со бројот на изданијата. Значи Министерството за образование исто така ни ги поддржува сите активности. Еве сега конкретно каде се наоѓаме со развојот на науката, на научната мисла. Министерството, кабинетот на министерката побара од нас, од националните институти, ние дадовме предлог за моделот на финансирање на научните дејности, на науката, за моделот на финансирање на проектите. Така што сме во постојана комуникација и верувам дека Министерството се подготвува брзо да ни даде можности за конкурирање и за конечно враќање на финансирањето на проектите кои што повеќе од 12 години веќе не се финансираат. Сега тоа не значи дека ние не работевме сите овие години на проектите, се снаоѓавме на еден или на друг начин, така? И излегуваа изданијата, така да речеме во мојот мандат се промовираше 6-тиот том од толковниот речник, а годинава во годината на Конески ќе го имаме електронското издание. Владата и Министерството за образование обезбедија средства за откуп на електронските права, на материјалните права за електронско издание на толковниот речник. Дали тоа значи дека ќе биде сега бесплатен за сите толковниот речник? Да, ќе биде бесплатен за сите. Сега ќе видиме дали во првиот момент ќе биде само PDF, меѓутоа сигурно до крајот на годината, можеби дури до летото, до почетокот на летото, ќе биде со пребарувач и така натаму. Наше е ние да го подготвиме, нели, да ги извршиме корекциите. Знаете како еден речник во моментот кога излегува веќе е застарен. А ние имаме од првиот том повеќе 13 години, нели, ако не 17 години од првиот том, 7 години од 6-тиот том како излезен. Сега требаше некои модификации, некои ситници да се нешто што сме го виделе со тек на време да се поправи, да се коригира. Тоа го завршуваме сега.
како главен редактор на првото издание на печатеното беше професорот Кирил Конески, на електронското издание ќе биде професорот доктор Снежана Велковска, долгогодишен раководител на проектот. И сега, да речеме, пред да си замине во пензија, ја користиме, да ја искористиме, да биде и главен редактор на електронското издание на толковниот речник и очекуваме сето ова до 5 мај да стаса и на 5 мај денот на македонскиот јазик, кој што ние еве трета година ќе го славиме, годинава ќе го одбележуваме, да го дадеме овој подарок на македонскиот народ и на сите почитувачи на македонскиот јазик. Ете, оваа вест вака, ви благодарам што ја кажавте ексклузивно, ми се Уште чини. нешто мора да ви кажам. Дозволете, заборавив. Значи, ова е првото, мислам, најновото издание на Институтот за македонски јазик. Еден професор ме учеше, нема да кажуваш последното, затоа кажувам најновото издание. Добро. Тоа е преизданието на книгата по повод најновиот напад на нашиот јазик од Блаже Конески, инаку излезе на 1948 година. Професорите Људмил Спасов и Далибор Јовановски ја понудија на Институтот, Советот на Институтот за македонски јазик ја стави во годишната програма, помина на сите тела на Институтот и еве го во едицијата Јазикот наш денешен, како книга 32, и излезе деновиве. Топло ја препорачувам на сите влюбеници и на сите почитувачи и на ликот и делото на Блаже Конески. Гледате го, има и знакот за годината на Блаже Конески. Да. Значи со ова даваме наш мал придонес всушност кон одбележувањето на јубилеот 100 години Блаже Конески, од раѓањето на Блаже Конески. Внатре е фототипно издание, прочистено, да се подсетиме како изгледало на времето, а корицата е приближна на корицата од 1948. Така е. Внимаваме и на ситниците. Да. Професорот Људмил Спасов, кога беше гостин овде кај нас, го најави точно ова издание. Јас многу ви благодарам за ова утринско јавување, за овој убав разговор. Се надевам ќе се слушнеме пак по повод овие ваши изданија и по повод овие ваши активности во институтот. Ви благодарам многу. Ви благодарам на интересот.